таа обвинителка таму е сама повеќе од 4 години. Се работи за обвинителство со проширена надлежност, тоа значи дека може да застапува и кривични дела, најтешките кривични дела за кои што е предвидени најтешки казни. Јавната обвинителка во Гевгелија, имав разговор со неа, таа буквално не знае што е одмор. Никогаш последните 4 години не била на одмор. Самата вика не знаем што е ден, што е ноќ. Сега, за да се ублажи таа состојба, неколку месеци, овластив две обвинителки од Основното јавно обвинителство Велес, кои што да и помагаат со овластување и да застапуваат предмети во Основното јавно обвинителство Гевгелија, што навистина има одредена помош, меѓутоа не е тоа решение кое што може да трае подолго време. Состојбата во јавното обвинителство во поглед на јавните обвинители, па и во поглед на јавно обвинителската служба е навистина алармантна. Затоа што во моментов имаме над 95 јавни обвинители што се помалку. Ако се додадат и оние јавни обвинители што се членови на Советот на јавни обвинители, затоа што нивната функција мирува и тие не работат предметна работа, тогаш е бројката над 100. Само оваа година околу 5 јавни обвинители, тоа е природен одлив, ќе заминат во пензија. Другата година немам некои податоци, состојбата пак ќе се влошува. Што значи дека наредните 3 години, освен оваа генерација, друга генерација не може да произведе Академијата за суди и јавни обвинители и состојбата таква ќе биде каква што е. Може да се влошува само, а да се подобрува не.